За да разбереме што се случи со ГТЦ, потребно е да погледнеме во минатото. Градскиот трговски центар, или едноставно познат како ГТЦ, гравитира во меморијата на најмалку 3 генерации скопјани. И на оние кои ги создавале спомените, но и на оние кои денес само слушаат за славната историја на моќниот символ на градот. Следната година ќе слави 50 години постоење. Создаден по идејното решение на познатиот архитект Живко Поповски, ГТЦ и денес важи за едно од најпрогресивните дела во градот. Еден голем благодет за градот Скопје и уопште за Републиката, тоа е овај нашиот трговачки центар. Со неговата изградба Скопје доби и уопште Републиката, па можем да кажем и во југословенски размери, да тоа е еден објект кој навистина заслужува големо внимание. Половина век подоцна нема ниту трага од живоста и некогашниот гламур на ГТЦ. Првиот чекор кон бавната пропаст беше приватизацијата, а потоа градскиот символ континуирано пропаѓаше поддржан од партизацијата и корупцијата. Овде младоста оставивме. Најбавите години од животот е градски трговски центар. Што значеше ГТЦ кога се изгради? Општо, генерално земено, и за државата, и за Скопје. Беше бум. Споменавте дека се случувало за викенди да има и до 20.000, 30.000. Имаше 20-25.000 луѓе доаѓава за време викенд, петок, сабота и недела. Кој нам беше интересно заради тоа што трговскиот центар е единствен у Јужна Европа, може и на Балканот, што е изграден на локација у строгото градско подрачје на главен град. Ово истото го пишува у една посета своја Маргарет Тачер. Даре се сеќава на секој детал од работењето и случувањата во ГТЦ. Бил таму кога Маргарет Тачер го посетила трговскиот, го организирал и пречекот на Јосип Броз Тито, а го менаџирал и славното диско Мусандра. Ги памети распоредот и собствениците на скоро сите дуќани во ГТЦ. Од тогаш до денес работите се променети. Во Скопје се отворија еден куп нови трговски центри, додека ГТЦ беше оставен на завод на времето. Треба можда и некој да се заземе малце поише. Штета да се испушти на централна локација еден ваков објект. Супер, голем, простран. Помалку од 30 години по изградбата на ГТЦ, државата е во една поинаква политичка состојба. Трансформацијата на општествениот имот ќе го опфати и градскиот трговски центар. Во текот на годините, 70% од дуќаните ќе завршат во приватни раце, но за купците ќе нема никаков збор во управувањето на ГТЦ. Секогаш и за се ќе одлучува менаџерот делегиран од владата или представникот на останатите 30% од деловниот простор кој што не е приватизиран. Од приватизацијата до денеска, најдолго на власт во ГТЦ ќе биде семејството Бајрам. Све твое боли. Првата рака ќе им биде подадена од СДСМ, ќе продолжи со ВМРО и пак СДСМ и пак ВМРО. Со историски најслабите финансиски резултати, во ГТЦ денеска има дури 260 вработени. Десетина години медиумите известуваат за бројни скандали со финансиски малверзации и ништо не се промени. Се до 2017 година, кога ГТЦ за прв пат проработи со загуба. Спасот го најави СДСМ. Истата година ќе постават нов директор на ГТЦ. Навидум, ова е и крајот на династијата Бајрам во Трговскиот. Според документацијата која што ја добивме од вас, во 2018 се забележува дека има еден скок од околу 60 повеќе од 60 лица вработување. На што се должи претходно? Мислам, што се случило? Вака ќе ви одговорам и на тоа прашање. Видите, 2018 беше пандемијата, така? 2018. 2020 е више пандемијата, 2020? Да. 2020, извини, да. 2018. Верувам дека се случило бидејќи у пензија отишле луѓе или имало отворени работни места кои што требале да се потполнат и затоа се случила таа бројка. Да, тука се се отвараат и нови работни места во истата година. Тука се отвара и
Ново работно место заменик директор. На таа позиција е Валентина Бајрам. Валентина Бајрам. Како ви помага она? Која е низината улога? Бидејќи Она ваша има улога заменичка. советување на генералниот директор и во делот на објектот. Добро, и што ве советува? Во менаџирање на градски трговски центар. Да. Доаѓа на работа? Доаѓа. Денеска тука е? Па денеска не е била кај мене, не се прашува. Добро. Ја слободно можам да кажам дека јас сум најмала ќерка и најмала негова дете. И тоа е се што знаеме за заменик директорката на АД-ГТЦ. Тоа и последната криминална афера на семејството Бајрам во ГТЦ. Во ноември лани јавноста дозна дека во подрумите на ГТЦ биле поставени уреди за создавање криптовалути. Ниту еден од 260 вработени во ГТЦ не забележал дека братот на Валентина Бајрам на диво се приклучил и во подолг временски период украл значајно количество на струја. Истовремено, ГТЦ заработувало екстра приходи од дуканџиите, со тоа што нелегално им наплатувале поскапа струја од пазарната. Тогаш надлежните објаснија дека тоа не е кривично дело, но дуќанџиите обвинија дека нивните сметки за струја се зголемени, а потрошувачката ја припишаа на машините за копање. АД-ГТЦ префактурира сметки за струја, парно и вода, иако немаат лиценци да го прават тоа. Од Регулаторната комисија за енергетика им било кажано дека треба да се лиценцираат за овие дејности, па дури потоа да наплаќаат сметки. Имавме ние 3 состанока, не еден, 3 во регулаторна комисија. Ама никогаш нема да дозволам како извршен директор да бидат оштетени фирмите во градски трговски центар. А сепак законот за енергетика тука е јасен дека цени може да формира исклучиво Регулаторната комисија за енергетика и има препорака АД-ГТЦ да се лиценцира како затворен систем. Затворен систем кажува нешто друго, повисоки цени. Затворен овие систем, моментални цените што ќе ги ги- формира регулаторна комисија. Ние не знаеме дали ќе бидат повисоки или пониски, тогаш ги формира регулаторната Така комисија. дека регулаторна ги формира цените, ама бевме неизвестни дека ќе бидат повисоки од она сега што го наплаќаме. Добро, ама тоа е законски начин на работа. И сега е законски начин. По И кој сега. пропис во моментов АД-ГТЦ формира цена? По методологија. Ама таа е ваша интерна методологија. Таа е Донесена интерна 96-та, методологија на да. АД-ГТЦ. Ама Од законска. 96-та до Законска. денес Законска. 26 години. Законска, да. Законска. Последното политичко ветување не заврши со одржан збор. Фамилијата Бајрам продолжува да ги искористува ресурсите на ГТЦ, а менаџментот ги покрива дупките со безмилосно крадење и бркање на дуканџиите, кои масовно си одат под притисок на партиската и криминална чизма. За најмалку 3 генерации ГТЦ е повеќе од објект. Првата генерација се градителите, оние од поземјотресно Скопје, кои во ГТЦ гледаат стремеж кон прогресот. Втората генерација се уништувачите, оние кои во ГТЦ гледаат само профит. И третата генерација, за кои ГТЦ значи само транзит зона или место низ кое поминуваат. А за државата, ГТЦ останува нераскинлив дел од институционалната меморија на архитектите, урбанистите и граѓаните, кои сонуваа за една модерна држава.